Сега, момци. Веќе направија неколку трансфери, ни го отворија природниот рок, имаме многу што да правиме муавет, ама сакам да ми оцените неколку работи, барем од овие трансфери што се веќе завршени. Само што се отвори природниот рок, многу брзо Кјеран Трипие премија од Атлетико Мадрид во Њукасл за некои 12 до 15 милиони. Ми се допаѓа, фаќа око трансферот. Па да, неколку Трипие беше веќе уназад 2 години кога сака да се врати во Англија и нели се спекулираше за Юнайтед и не излезе Юнайтед, излезе да се врати во Њукасл. Да, Тим кој што сега ќе почне да гради. Добар професионалец. Да. Среќа ефтино што го земале, мислам, пут у англиски норми ефтино. Така да тој аспект е окей. А дека нешто фантастичен фудбалер или ќе промени, не верувам дека на него Па би немаат воопшто ротација во дефанзива, тој е некој со искуство во Премиер Лига, за мене беше најочигледниот трансфер овој јануари и го предвидов тој на Твитер пред некои 3-4 месеци, во моментот кога дојдоа новите газди дека Трипие ќе им биде прв трансфер, бидејќи тоа е единствениот англичанец што не игра во Премиер Лига. Да. Гарант плачел, сакам дожд, доста ми е ова. Не одговара сонцето, овој пак се поти. Не можам, горам цело време. Кутињо па обратно. Да. Од Барселона отиде во Англија, мислам не обратно, и тој во истата насока, сакам да кажам враќање и тој има во Англија. Одличен трансфер за Барселона. Одличен трансфер за Кутињо. Одличен трансфер за Кутињо, а дали ќе биде одличен и за Астон Вила ќе видим. Треба да се покаже, али во секој случај Барселона се ослободува од огромна плата, а Кутињо оди во тим каде што ќе биде правотимец, сега ќе видиме до кога нормално. Но се надевам дека ќе продолжи поради тоа што сака да игра постојано за да може да игра за Бразил на светското и ќе видиме како ќе се покаже и колку тоа ќе биде добро за Астон Вила. Токму тоа сакав да го кажам, дека ми се допаѓа, мислам дека професионална кариера, ако нема 20 години, кога се чувствам као да игра за Арсенал, играше Не, ново за Ливерпул. за Ливерпул, не беше претходно у Арсенал? Не. Интер. Кој беше Арсенал? Гремио ли каде беше, па Интер, па Арсенал, па Не Арсенал. Интер, па Ливерпул, да, се извинувам, па Па Ливерпул, Барселона, Барса, па Бајерн, сега во Астон Вила. Па овакво, мислам дека многу долго дека му трае кариерата, а повторно има желба да игра фудбал и тоа ми е многу окей особина за Има 29 години. Па добро, значи млад е се 28, уште. 29, да. А уват колку долго има Да, онака. прилично изненадувачки што уште нема прекршено 30. Па тогаш е феноменален трансфер, ако е толку, ја мисля дека е нека 35-6 години веќе, ама Не, ако не, е тогаш е супер Младолек дил. дечко е. Супер дил за Тоа ја баш на овакво. местото на Грилиш. Го имаат напатено прилично, Бајерн го напатија, има и успеси, има и неуспеси, има и свешта така да. Да. И ги има Барса напатено така да. Да. Фиорентина се појача со два напаѓачи, Джонатан Иконе од Лил за 14 милиони, Кшиштоф Пионтек од Херта дојде на позајмица со право на откуп. Ова ми мириса како трансфер на Душан Влаховиќ. Така. Да, се спремаат. Само не знам дали ќе биде сега или ќе биде летоска. Мислам дека сега ќе биде некој трансфер таков. Не знам што сега ги купуваат овие играчи, многу логично е. Барем тим како Фиорентина кој што не би требало да се оптоварува со многу големи издатоци во однос на плати. Ја мислам дека се спрема за трансфер од сега, а не во лето. Или можеби сака да се осигураат дека ќе ги играат тие двајца играчи покрај Влаховиќ сега додека се уште тука, да може да покриваат некако со овие двајца повеќе да му го земаат приматот на Влаховиќ. Поема немам, али се е можно. А покрај Тотенхем, кои се други заинтересирани за Влаховиќ? Тоа е, ајде да почнеме од тука со трансфер шпекулациите. Значи, Арсенал е заинтересиран, Тотенхем е заинтересиран и Јувентус и Атлетико Мадрид. Тоа се четирите клуби. А овие ги купуваат сега, веќе ги купија од Лил? Купени се, да. Купени се. Во Фиорентина Во пристига. Фиорентина нема да имаат пари да ги плаќаат пола година, значи мора да го продадат веднаш, мислам дека. Не, ќе имаат пари бидејќи тоа се сепак на многу пониски плати им се договорите, меѓутоа мислам дека се подготвени да го продадат овој јануари. Некако така ми мириса бидејќи види што правиш со тоа што го чекаш
до јуни. Само чекаш да му падне цената, бидејќи му останува уште една година на договорот. Вака со година и пол барем имаш некој леверидж, што би рекли англичаните за И имаш енглези што се спремни да платат повеќе само за да добијат квалитетно засилување, пошто во јануари се поскапи играчите. Бидејќи ги спомнав четирите клубови, кој од овие четири ви е фаворит? Тотенхем или Арсенал? Тотенхем продава играчи, Арсенал очигледно имаат многу пари за трошење и Тотенхем исто. Па не, и во едниот и во другиот клуб зависи дали веќе се ослободат од Обамајанг и од Кейн. И од Кейн. А ако Кейн Сити дали уште го сакаат Кейн, таа приказна малце се забошоти, ја нема по медиумите, прилично беа загреани за него, па едно 5 месеци се кјути за тоа, или си имаат као договорено дефинитивно дека ќе иде или не знам што. И тоа би било феноменален, мислам, дил за Тотенхем, затоа што ќе ошитнат 120 се шпекулираше милиони. 150 бара, мислам дека не беа спремни за повеќе од 100 нешто така. За Кейн. Кейн, аха, добро. А Влахович колку би бил? 70 бараат Фиорентина за него, јас искрено не верувам Не дека верувам Фиорентина може да извади 70 милиони. Пошто е година и пол. Контекст, да. Две добри сезони во кариерата, година и пол на договорот. Едноставно немаш на што да бараш повеќе пари од 70 милиони. Мислам, се погоди Атлетико да купи еднаш Жао Феликс на непроверено и да пукне 126 милиони, мислам дека друг нема да го направи тоа. Остануваме во Премиер Лига, клуб кој што како што гледам дека на Јове многу му се свиѓа. Лукас Дин веројатно оди во Астон Вила како нов лев бек на таа страна. Тој беше левиот бек од Евертон. Од Евертон. ПСЖ предходно од Барселона, предходно Рома, предходно, значи еден куп кариера до 27 години. Се уште многу млад. Ке си легне многу убаво, како овој у Челси што си легна исто таков еден левучка што си го зема. Чилвел, мислам дека па и на овие мислам дека е феноменален фудбалер, дека е константен, но тој мислам дека игра цело време. Така да. Константен просек добиваш од него. Па не би рекол просек, високо ниво е на англиска лига тој фудбалер и дека ќе биде, не знам, Астон Вила спремаат нешто, ќе видиме, јас сум баш загран да ги гледам како екипа што ќе направат. Па да, со оглед на тоа кој има тренер. Интересно. Се случуваат ствари. Најбољи второ место ќе видат. Се случуваат ствари во тимот, ако ништо друго ќе го направи првенството поинтересно. Нема да биде ќе биде као Што поинтересно до 6 екипи се јаки. Колку 20 да видат јаки. Па Лестер некако падна формата, не е истиот од лани, па сега ете ги доаѓаат они до израз. Астон Вила се Лестер од лани. Барем јас така ги гледам. Лукас Дин има техника, има брзина, знае да уфрли, не е спектакуларен, ама е константно просек, константна шестка, да кажеме, 6,5, 7 максимум да извадиш од него. Не е 8,5, 9, туку е константна 6,5 седмица тука некаде. Нема некои страшно големи грешки да речеш дека сега е утна до толку многу ја усра цело такмица, али си држи некој ниво така. Што знае да шутне слободен, знае да изведе корнер, има прилично добар центар шут, воздушно е доволно добар како за градбата негова. Мислам дека како беше не ова минатото лето кога Манчестер Юнајтед бираше лев бек и кога отиде за Алекс Телес, јас најавав да го земат Лукас Дин бидејќи играч кој што познава Премиер Лига, кој што знае како да игра. Моje мислење дека е како Лук Шоу само 10% подобар и тоа е тоа. Мислам дека одличен трансфер за Астон Вила, дали за него е правиот потек во кариерата, искрено мислев дека ќе отиде во подобар клуб од Евертон. Овој пат ова му е некако како чекорот само кон страна. Го лажат, уживај се, у Евертон ќе направиме екипа, јаки ќе видиме. Пошто братот буквално така му се погоди, Рома, леле ќе ја стегнеме екипава, тој ти, ајде уиде у ПСЖ, леле ќе ја стегнеме, сега ќе видиш како ќе биде, леле у Барса. И ништо од тоа. Уште еден трансфер за Премиер Лига, па ќе отидеме на Звездата веројатно за следното лето. Манчестер Юнајтед се подготвува да го купи Джулиан Алварес од Ривер Плата. Нападјач кој што последниве години и пол дојде на сцената, еден од омилените играчи за гледање на Владко, барем така правевме муавет пред некој ден.
им требали уште еден напаѓач, тука тоа сакам да го оценим. Им требали уште еден напаѓач на Юнајтед. Ке си го прашаш Владко. Чи Монти го кажал? Он е експертот за Юнајтед, многу добро ги погоди. Многу добро ги погоди. Те молам. Он значи Алварес не само напаѓач, он може да се врати нешто поназад, знае да повлече топка и сето тоа му е окей, си има недостатоци неговата игра нормално. Млад играч е, има потенцијал за развој. Се зависи од тоа, значи најпресудно кај играчи што доаѓаат од Јужна Америка во Европа е како ќе се снајдат во таа нова средина. Темпото на играта е многу поразлично. Квалитетот на играчите против кои што играте е многу поголемо. Квалитетот на играчите со кои што играте исто така многу поголемо за разлика од Јужна Америка. И психолошкиот момент е пресуден кај сите нив, поради тоа што менува континент, не менува само тим, не менува само држава, менува континент. Сосем culture shock имаш невиден, до се тука зависи нели нормално од соиграчите како ќе му помогнат да се прилагоди, но самиот сме биле сведоци на многу добри квалитетни играчи од Јужна Америка. Пресудно е тоа како ќе се аклиматизираат на новата средина, колку се ментално способни за да се справат со предизвиците и сите тие новиетети околу нив кога ќе дојдат во Европа. И мислам дека дека е скап и договор има и не знам кај ќе иде Марсијал, не знам што дали има некоја Марсијал не може да се ослободи. Да, проблемот кај него е дека тој сака да си ја задржи платата од 200.000 неделно, а не сака да прифати намалување. Име, да, многу скап им седи. Мислам дека скао да се појави минатата недела некаде, меѓутоа не сум сигурен за кој тим, дека имаше шанси да се ослободат од него. Ама им треба и мислам дека ако тоа се случи дека ќе бидат многу интересни. Мене ми е жал сега за Рашфорд, искрено ми е многу, затоа што не гледам многу прогрес у неговата игра во оваа сезона, некако као да почне да стагнира од сензација кога се појави, дека сега веќе се сврти фокусот на Бруно Фернандеш и на Кристијано Роналдо, не добива толку спотлайт, игра, Има мислам колку 12 или 16 играчи кои што се незадоволни во Юнајтед и кои што сакаат да се заменат од клубот. Да, тоа на таа вест исто така треба малку контекст. 17 беше нели точно. 17, Не, така. да, 17 беше точната бројка, ама ако ја отвориш статијата и видиш кои се тие 17 играчи, мислам дека Рагник нема да има проблем ако тие 17 играчи било кој ако си отиде. Значи правиме муабет за дека биле незадоволни Хуан Мата, Немања Матич, Единсон Кавани и добро. Бидете. Мислам секако Мата го нема помирисано теренот оваа сезона, зашо да не би бил задоволен? А колкава плата има тој, мислам? Па нема многу голема, бидејќи Мата ја намали пред 2 години платата за да подпише подолг договор, меѓутоа на помала плата, ама шо знам? Не сака да си одат, сака да си зимаат плата и само Па незадоволство. да, убаво им е така некако. Мислам дека ги покривме шпекулациите барем тука за она што знаеме до сега за овој јануари. Овој скратен корнер го одјавуваме, а вие бидете така.